Аларм за кратење на средствата за 10 милиони денари со ребалансот на буџетот кој е во собраниска процедура од секторот за финансии во Министерството за култура минатата недела ги кренал на нозе вработените во Агенцијата за филм. Од Министерството добиле и прашање дали веќе им пристигнал анексот на договорот за реализација на буџетот за оваа година, олеснет за таа сума, вели директорот на агенцијата. Тој по повеќе обиди, барајќи еден конкретен, добил друг одговор од Министерството. Од средата до вчера, понеделник, се обидов неколку пати да стапам во контакт со дел од кабинетот на министерката. Со дел од луѓето што исконтактирав нема информации за било какво кратење, има само информација дека тие средства што биле планирани да ни бидат исплатени за месец септември, не се исплатени, значи нема официјални информации. Изјавата на Лазаревски доаѓа по вчерашното отворено писмо од 53 филмски работници до Министерството за култура. Во него тие наведоа дека неофицијално дознале за предлогот на ресорот култура до владата за кратење на буџетот за филмска дејност со ребалансот, изготвен без консултации со Агенцијата за филм и дека нема да биде дозволено користење на средствата од сопствената сметка на агенцијата на која се собираат пари од различни извори. Лазаревски го разбира револтот на филмаџиите. Вели, во изминатите 4 години, поради пандемијата со COVID-19 и енергетската криза, по основ на буџет и ребаланс на буџет, им биле скратени 116 милиони денари, а по основ на планиран буџет 170 милиони денари. Тој сепак стапил во контакт со Министерката за култура, од која добил уверување дека нема да има никакво кратење на буџетот, туку дека по ребалансот ќе има прераспределба на средствата и исплати. Се уште немаме официјални информации за каков тип на прераспределба на средства се работи. Тој се надева дека во најбрз рок ќе ги добијат парите, зашто за 2 филмски проекти во кои Македонија е копродуцент, дел од странските екипи веќе пристигнале во земјава и се прават подготовки пред продукцијата. А филмаџиите денеска, 70 подпишани, во ново писмо бараат исплата на средствата веднаш, а не до или по нова година, како што кажаа од Министерството вчера. А од Министерството денеска го повторија ставот дека кратење на средствата нема да има, филмските работници да не потпаѓаат на непроверени информации и манипулации и дека до крајот на буџетската година ќе бидат превземени сите активности за исплата на обврските согласно склучените договори, меѓу кои и кон Агенцијата за филм.